Благодарам, подпредседателя, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на македонските медиуми, почитувана македонска јавност. Во моето обраќање од точките од интерпелацијата, јас ќе се задржам само на една, тоа е на повредата на употребата на македонскиот јазик и тоа ќе го образложам од правен аспект, па хронолошки како таа повреда се прави, а потоа и на целта која стои позади тој напад на македонскиот јазик, кој меѓу другото го прави и спикерот Гаши. Во Македонија рамката за употреба и заштита на македонскиот јазик е уредена во Уставот во амандман 5 и таму стои дека службен јазик на цела територија на Македонија и во меѓународните односи е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Точка. Нема друг службен јазик на цела територија во меѓународни односи по Устав. Нема тука никаква дилема. Да, Уставот предвидува и други службени јазици, но тоа се однесува на региони, во нашиот случај, на територии кои што се опфатени со општини во кои има најмалку 20% граѓани кои зборуваат друг јазик различен од македонскиот. Па така службени јазици во Македонија се и албански, и српски, и ромски, и турски. И овој амандман што е најако од се препишан од рамковниот договор. Испротивно на рамковниот, испротивно на Уставот, прво владата на СДС дуи во 2019 го донесе оној фамозен закон за јазиците, со кој што спротивно на Уставот ги направи македонскиот и албанскиот јазик службени на цела територија на Република Македонија. И затоа народот тој закон си го нарече народски закон за двојазичност. Тој закон и таа двојазичност се толку фалични, што човекот кога зема да ги анализира по состав и како беа донесени, ќе се фати за глава. Прво, при носењето беа прекршени членовите 135 и членовите 136 од деловникот. Му се залепи европско знаменце, а не се наведе актот на Европска унија кој што се синхронизира. Тогаш Талат Џафери беше председател и тоа не е комплетен предлог на закон. Согласно член 136 од стариот деловник требаше да го врати на дополнување, не го врати, го прекрши деловникот. Тој закон ги прекршува членовите 95, 98 и амандман 30 од Уставот, кои што уредуваат дека системски закони се носат и се менуваат со двотретинско мнозинство. Законот за двојазичност уредуваше системска материја и се донесе со обично мнозинство. Како системски закон, законот за двојазичност наместо Комисија на политички систем се прати во Комисија за европски прашања, која што беше матично тело за шверцање на закони со европско знаменце. Законот имаше еден куп други фалинки, немаше вакацио легис, имаше одредби на трапници, уредуваше закон за јазици, уредува банкноти, униформи, гранични премини и не знам уште колку лудило имаше во свето ово. И на крај таа двојазичност си доби оценка не од македонци албанофоби, туку си доби негативна оценка од Венецијанската комисија. Што рече Венецијанската комисија? Дека предалеку се оди со наметнувањето на албанскиот јазик, дека се излегува од стандардите утврдени со рамковната конвенција за заштита на националните малцинства и Европската повелба за регионални и малцински јазици, дека се создава нереална правна обврска за институции, се оптеретуваат и блокираат институции, се загрзуваат права гарантирани со Европската конвенција за човекови права, дури побара комуникацијата меѓуинституционална, ако е на различни јазици, да биде строго написмено или да се одложи законот. И тоа како да не беше доволно, тоа продолжи со носење на новиот деловник на собранието во 2023 година, кој што се донесе шверцерски со фрлање на оние 2000 амандмани во корпа на левица, која ги кршеа мониторите нашите другари од партијата, тука и удираа печети со кондури. И тој деловник предвидува дека, спротивно на Устав, дека пленарна седница и седници на работни тела може да се водат и на албански. Тоа нешто е само спротивно на Уставот, е спротивно на рамковен договор. Рамковен договор во анекс Б, точка 8, алинеја 1, стои дека на пленарни седници на работни тела на друг службен јазик пратеникот може да се обреќа, а не да ги води како што тоа го прави Африн Гаши. И овој напад со овој деловник, овој пат дојде синхронизирано, сите го гласаа, и СДС, и ДУИ, Алијанса на албанците и ДПМН, сите влегува во оваа шема. Ако може само по однос на партиите социјалистите.
од правен аспект, Уставот е рамка. И од таа рамка нема излегување. Со закон може да се доуредува тоа во детали, а не да се излегува надвор од Уставот. Ако се излегува надвор од Уставот, тоа нема никаква смисла и овој цел хаос и излегување надвор од уставна рамка покажува како се силува државата за да се воведе таа двојазичност и најако е што Устав од 2001 што не предвидува двојазичност. Некој е толку паметен, после 30 години му текна да го толкува дека предвидува двојазичност и после 30 години на стар устав да ни спопика двојазичност во 2019 и 2028 година. И што е целта на сето ова? Спроведувањето на двојазичноста не е некоја бенигна, неопасна работа, тоа е крајно лоша работа и тоа е директен напад по државата, затоа што јазикот не е само средство за комуникација. Јазикот е и политичка алатка за интеграција или дезинтеграција на држава. Што за тоа вика Одбор за образование, наука и култура на Европскиот парламент. Тој одбор на Европскиот парламент му има доставен извештај со следните препораки. Пожелно е секој европјанин кој што не го зборува службениот јазик да го учи мајчиниот јазик. Ама потоа вика дека должност на секој млад европјанин не да го учи службениот јазик, европјанин да го научи службениот јазик на земјата, чии граѓани не. И потоа дава заклучок и вика дека секојдневната употреба во Европа, во општеството во Европа на службениот јазик е основен предуслов за интеграција на деца чии главен јазик се разликува од службениот јазик на земјата. Ако е ова така, тогаш учењето и секојдневната употреба на службен јазик во случајов македонскиот е основен предуслов за интегрирање на нашите деца и нашите граѓани. А ние што имаме? Ние имаме учење на службен јазик касно тамо, после четврто оделение со по 2-3 часа неделно и тоа е предуслов и двојазичност и тоа е предуслов во случајов за дезинтеграција на општеството и државата. И што имаме сега? Имаме албанчиња и македончиња кои зборуваат на англиски. Тоа го добивме сега. Таква интеграција, ова е дезинтеграција, ова не е интеграција. Да, регионалните и малцински јазици мора да се заштитат, но како културна придобивка. И тоа го вика Европската поvelба за регионални и малцински јазици. И вика дека не е целта ние тука да ги сегрегираме, да направиме гетоизација на малцинските, на јазичните групи. Целта е да се заштити тоа како културна придобивка и културно наследство. И повелбата има граници до каде оди. Таа има еден основ, тоа е принцип територијален. Вика, заштитните мерки за регионални малцински јазици се применуваат само на строго дефинирана географска област кај што тој јазик се зборува, а не обратно како што предвидува Уставот, а не обратно како што предвидува Законот за двојазичност и деловникот на собранието. А знаете зошто? Затоа што ако се помине таа мерка, не се применува само на регион, тогаш веќе не зборуваме ние за заштита на регионални и малцински јазици, ние зборуваме за политичка алатка за деинтеграција на една држава. И тоа е проблемот. Да сме на чисто, Македонија има должност да ги заштити регионалните и малцински јазици и ги заштитува. Арно, ама Африн Гаши, ДУИ, СДС, ДПМН, Вреди, немаат... Ако може само со имењата на политичките партии да бидете внимателни. Немаат право да ја дезинтегрираат државата со воведување на вакви дезинтегрирачки јазични политика. Македонија е заедничка држава на сите без разлика на оние сулуди идеи од 17 век на некои теоретичари кои бројат крвни зрнца, амеби и си прават математики кој е постар народ тука. Утре да дојде марсовец, некој од Марс, не некој што живее тука, да понесе за државјанство и ако ги исполнува условите, он е ист како сите нас тука. И ги има сите права и Македонија станува и негова држава и он е должен да ја штити, а не да ја дезинтегрира. Нас не ни смета Африн Гаши што е албанец, нас ни смета што он води политика за дезинтеграција преку напад на македонскиот народ. Ние сме спремни да се бориме за правата и да ги заштитиме сите групи во Македонија, но исто така сме спремни до крај да се бориме и на против сите политички чинители кои што водат политика на дезинтеграција на Македонија, а тоа Африн Гаши,
го прави со водење на пленарни седници на албански, подпишување во официјална кореспонденција само на албански јазик и со пуштање на двојазични материјали до пратениците, и затоа јас ќе гласам оваа интерпелација. Благодарам.